Денеска ќе разговараме за семејните стебла. Семејните стебла ги изучува една наука која кажуваат генеалогија. Колку на нашите луѓе, граѓани, им е позната генеалогијата како наука? Генеалогијата најпозната е по семејните стебла или семејните дрва. Така. Самиот термин значи историја на родот. Дали е потребно секој од нас да ги познава своите предци? Што е важно? Што се може да знаеме од едно семејно стебло? Значи, семејното стебло и семејната историја е многу битна, затоа што сме ние е производ токму на нашата семејна историја. Колку сметате дека луѓето ги познаваат своите предци или 4 до 5 генерации наназад? Се помалку и помалку луѓе ги познаваат своите предци повеќе од 3 колена. Значи, дедо, баба. Има ли интерес нашите млади да ги знаат своите предци, да направат лесно едно семејно стебло и колкава е улогата на познавањето? Самите почетоци за правењето на семејно стебло почнува уште од младите години, најчесто уште во, не се сеќам се точно кој оделение, веројатно иде второ, трето оделение, ученици треба да направат своите првите обиди за семено стебло. Но, за жал, обично младите сами по себе не се интересираат многу. Обично во позрелите години почнуваат да разбираат која е важноста на семејното стебло и тогаш почнуваат да се интересираат повеќе и почнуваат тоа да го организираат. Така, споменавте дека во оделенијата ги прават и наставниците бараат од децата да се направи семејно стебло. Како се прави семејно стебло и како секој од нас да направи семејно стебло? Што се ни е потребно? Значи, за да се направи едно семејно стебло потребна ни е информација. Или како прво, таа информација може да биде формална и неформална. Значи, во формална информација спаѓа тука се информација од документи. Изводи од раѓање, од венчавање, останати други документи и неформалниот дел се оние приказните од постарите. Так. Затоа што генеалогијата, ако зборуваме строго како наука, се грижи многу за документирање на фактите. Но сепак постои една друга, неформална димензија која што е приказните на постарите. Така. Затоа што самиот извод на раѓање ни ги дава датумите, но не кажува ништо повеќе. Точно. Односно, може би каже кој е таткото, кој е мајката, но ништо не ни кажува понатаму. Затоа е потребно да се најдат приказните од постарите, кои што ќе ги надополнат тие сами факти. Така. Од нашите баби и дедовци наследуваме, од нашите прадедовци исто наследуваме, но што наследуваме од нашите предци? Наследуваме се. Така. Значи, една страна е оној генетскиот материјал што го добиваме, но и од друга страна социјалниот момент и фактички она што ние сме во најголем дел е од односите во семејството. Значи, како сме пораснати, кои сме како деца, дали сме прво, дали сме второ, дали сме трето дете, затоа што и односот на родителите и на дедовците и бабите се менува во односот на тоа кое дете е поред, така да сите тие работи кои што дефинитивно влијаат на нас. И затоа познавањето на семејната историја е дел од нашиот идентитет. Ние сега, популарно е да зборуваме за историјата, зборуваме за цареви од пред 10 века, а ние не си ја познаваме личната историја. Она која што навистина не прави она што сме ние. Така. Доколку некој сака денеска да направи семејно стебло, од каде треба да почне? Треба да почне од најстарите што ги има роднини и да почне со нив. Така. Доколку немаме живи предци, дедовци, баби и прадедовци, како да ги лоцираме овие информации? Информации можеме да добиеме некои, значи како што спомнавме, тоа се од документи. Најверодостојни документи се личните документи, тука се лични карти, пасоши, изводи од матично родени венчани, но проблемот кај нас е тоа што тие документи се од релативно понов датум. Затоа што до 1941 година црквата е она која што се занимава со матични книги. За жал, кај нас најдоцна што можеме да стигнеме со книгите е некаде
почетокот на 20-тиот век. Затоа што претходно нели Македонија поминува низ многу сложена историска ситуација со разни војни и многу малку од тоа е преживеано. Ако одиме малце порано, значи кој да се занимава, веројатно ќе запре на некој ѕид некаде 1850-60 година што се работи. Претходно нели постојат тие пописни дефтери турски, но организацијата на тие дефтери е многу потешка. За разлика да речеме од западните земји каде што црковните книги се сочувани, може да се најдат, може да се оди многу подалеку, но кај нас веќе освен за некои родови кои што има останато некои податоци, например кај нас можеби еден од најстарите кои што се занимавал со генеалогија е Александар Матковски, кој 50-тите години има објавено 3 генеалошки дрва на 3 рода од Мијачкиот крај. Интересно. Да. Така. Потоа се надоврзуваат луѓе на тие, веќе имаат нели некој вид на материјал, но тоа се многу ретки случаи. Така. Ги спомнавте мијаците. Дали имате некое семејство кое што во поново време би ви побарало да им помогнете да го направат своето семено стебло? Сте помогнали и сте стигнале до одредена подалечно минато? Тоа, значи, ние можеме само да помогнеме околу методологијата. Така. Веќе во нашето списание Македонски Хералд имаме објавено една статија за генеалогија, веќе во бројот што треба во декември да излезе, објавуваме втора статија, токму за еден род од мијаците. Тоа е за Димковци Поповски родот. А имаме неколку други дела, не ние лично, но луѓе кои што имаат објавено. Така, например, еден од нашите членови кој што пишуваше за претходната статија за генеалогија има објавено книга за семејството богови. Ние ги советуваме, помагаме од технолошка гледна точка, затоа што методологијата убаво кажете. Да, затоа што има софтвер. Така. Многу е поедноставно тоа да се направи со софтвер, од проста причина што софтверот има исто така и онлайн апликации кои што поврзуваат со други семејства, значи други луѓе кои што ги прават своите семејни дрва, ако се најдат значи да се спојат, така да можеме да се употреби да се споделат. Значи вие правите една гранка од семејството, сајтот открива дека некој друг работел некоја друга гранка, така да може да се спојат и помага кога повеќе, секогаш е подобро, кога повеќе луѓе ќе се вклучат. Убаво е кога користиме технологијата во добри цели и кога семејствата се спојуваат. Апсолутно од огромна помош, така. Затоа што се повеќе и повеќе архиви се дигитализираат. Така. Кај нас тоа е малце по-проблематично, но да речеме има и таков еден тренд во светот, каде што генеалогијата станува или барањето за семејната историја станува се поинтересно и пораширено и со тоа и ресурсите стануваат се поголеми. Во Македонија, ако претходно се познававме, мислам дека со години си имаме оддалечено и генеалогијата дефинитивно ќе стане сигурно и се поинтересна за да може да си го пронајдеме семејството генерации наназад. Апсолутно, значи нашите стари знаеле многу добро, генерации наназад ги знаеле своите братучеди, втори, трети, четврти, затоа што начинот на кој што било организирано општеството било такво. Затоа што ние знаеме и денеска ни останато ни требаат врски за секаде. Така. Да, за жал. Тогаш луѓето многу се познавале меѓу себе, знаеле кој каде оди, тоа е едната страна. Втората страна исто така што било многу битна е затоа што поголемиот дел од општеството останувало на едни простори многу долго. Да, немало миграција. Немало толку многу миграции и било многу битно да се одржи чистината на родот во смисол да се знаат братучетите и братучетките понатаму на кои што живееле на мал простор и да знаеле дека кои се братучети, кои се братучетки, за да не се направат некоја турска серија, нели? Така, ви благодарам многу. Со вас дефинитивно ќе имаме простор за многу повеќе разговор во некоја идна прилика.